Јас не сум цвеќе за мирисање, но Зоран Заев и дел од неговите сопартијци ме злоупотребија, ми измамија. Бев во постојан контакт со градоначалниците од СДСМ, а тогашниот министер за транспорт Горан Сугарески го потпиша меморандумот со Меѓународен сојуз за брза реализација на проектот. Со овие завршни зборови Бојан Јовановски алијас Боки 13 побара ослободителна пресуда не само за него, туку и за останатите обвинети. Заев знаел за сите активности и давал поддршка за сите проекти на Меѓународен сојуз од самото формирање на невладината, тврди Јовановски. Поради тоа што сум измамен и од Стефан Богоев, кој што сум го направил градоначалник, ве зборам најотворено вистината. Дека ќе обезбеди и од тој Зоран Заев, и од сите тие кои што ги зеле тие 350.000 евра, и од сите оние кои што учествувале во се ова и само ветувале. Најмалку виновна е оваа жена, дека што седи, одговорно ви го кажувам тоа. Дека тоа се случува ако може да интервенираат. Дека они не интервенирале, судија. Интервенирале и кај локалните власти, и кај извршната власт интервенирале. Заев, Кирацовски и Стефан Богоев знаеле за исплатените 350.000 евра од страна на Амзовски, но ниту тој ниту Силијан Мицевски биле изманипулирани и излажани, кажа Јовановски пред судскиот совет, а немало ниту намера, ниту мотив, ниту идеја да бидат доведени во заблуда двете компании Пелистер и Dream Building со кои потпишале договори. Двајцата бизнисмени соработувале со сегашната власт и во секој момент можеле да бидат и биле информирани од градоначалниците на социјалдемократите како течат проектите. Според тоа, вели Боки, целиот судски предмет е политички монтиран. Велам, дали имате изјавено дека доколку Александар Кирацовски не ве убедил, мене лично никогаш не би ми дале ни еден денар, а камоли нешто повеќе. Јас поставувам прашање на Ардијан Амзовски пред овој суд. Ардијан Амзовски од заклетва вели следно. Да, и сега го изјавувам истото, доколку не беа тие функционери, немаше да ти дадам ни денар. Во повеќе наврати кога Јовановски го споменуваше Заев, судиката Совче Гаврилова Ефремова го прекинуваше и му укажуваше дека треба да зборува само во однос на изведените докази во предметот. Боки 13 тврдеше дека неговата асистентка Кристина Блажавска не знаела за ниту еден проект и начинот на функционирање на организацијата. Татко му парите ги добил во наследство. Јасна Ерцеговиќ учествувала на сите потпишувања на реални проекти според Јовановски, а Фросина Ременски да сакала да учествува во измама и да се стекне со корист, според Боки 13 немало да ја дозволат нејзините алчни сопартијци. Пресудата за невладината на Јовановски е закажана за 7 април. Тој веќе е во затворот во Идризово, каде ја издржува 9-годишната затворска казна за случајот Рекет, каде исто така беше прво обвинет со екс-шефицата на СЈО Катица Јанева.